Мислам дека ова е еден посакуван стартот со ништата за едно европско правенство. Два надпревари, две победи против квалитетни противници како што се Словенија и Црна Гора. Одигравме два тешки надпревари во кои што во сите 60 минути не се знаеше победникот. Победникот се одлучуваше во последната минута. Тоа ни дава надеж и искуство дека последниот меч ќе настапиме со уште поголема самодоверба, затоа што ја стекнавме во овие 120 минути, играјки одлучувачки топки во последните секунди, за да постигнеме до она што посакувавме, победата. Колку што имам информации, здравствената состојба кај сите играчи повеќе или помалку е коректна, не се чувствува некој поголем умор, многу е полесно кога ќе се победи, затоа што тогаш нашите мисли се позитивни и уморот побраго исчезнува. Стоиме цврсто на земја, знаеме со кој треба да играме, Германија, европски шампион, можеби и најквалитетната и најдобра по ростер репрезентација во овој момент на целото европско правенство, по квалитет на играчи. Меѓутоа ни дава право да размислуваме, гледајќи го надпреварот вчера со Словенија, што се случуваше, дека може да се игра и против една таква Германија, против една силна Германија, не треба воопшто да се отретиме со името на противникот, напротив, треба да играме нашата игра. И ево, стануваат уште повеќе од 24 часа, да се доодмориме, рехабилитираме и мислам дека има многу што да поправиме од вчера. Вчера победивме, меѓутоа имаше едно мало незадоволство кај сите нас, тоа сака да каже дека сме искусни и свесни дека можеме и требаме подобро. Вчера ми е посебно драго што во нашиот, ајде така да кажам, краток, квалитетен ростер добивме нови играчи, кои што можат да помогнат и кои што ќе бидат од круцијално значење за остатокот од европското правенство, да не ги именувам сите поред, меѓутоа тоа за нас, кои што поголем дел од надпреварот проведуваме на терен, е многу важно за да растеретат, за да на репрезентациите противниците со кои играме да им биде многу потешко, да размислуваат и да се спремаат на повеќе играчи од нашиот табор, за голманите да бидат фокусирани на повеќе играчи, да има поголема опасност од повеќе страни. Тоа е еден голем